Не бевме повикани. Вие знаете дека претходно од страна на министерот беше изготвена, односно донесено решение за формирање на комисија врз основа на забелешките кои што беа доставени од Прибе и работната група започна со работа, има обврски да констатира одредени состојби. Ќе продолжиме со работа, што ќе констатираме од Министерството за правда, ќе биде навремено известена целокупната јавност, бидејќи станува збор за постапување согласно судскиот деловник, значи надлежности ги црпиме од Законот за судовите, од Законот за одредување и управување, односно движење на предметите, судскиот деловник, процедурите, така да што ќе се случи понатаму ќе одлучи Министерството, бидејќи Министерството е тоа кое што врши надзор и контрола на функционалноста и одржливоста на IT технологијата во судовите. Тоа е со закон. Работували сте Дека вашиот колега дека се денеска е упаднато во канцеларија на вашиот случајност. Не знам, не ми е познато дека СЈО е присутно во судската зграда, немам таква информација, бидејќи ние имавме сосема друга надлежност, активностите кои што се поврзани со судскиот деловник и законот за управување и движењето на предметите. Тука во овие компјутери се вршеше некоја проверка? Не, тоа е управна работа која што тоа е рутинска работа во која што се врши увид едноставно во актите и во уписниците и ништо посебно. Што очекуваат приличните сознание од вашата работа? Не би можел да кажам, бидејќи станува збор за одредена активност која што бара одредени дополнителни активности внатре во целиот IT систем. Колку луѓе се само за крај бевте на ревизија? Оние кои што се наведени во решението на министерот за правда. 6 луѓе? Значи наведено е точно во решението. Благодарам.